Во најновите квалификации за Европското првенство Германија 2024 година, Македонија повторно добро одигра, овој пат против Украина во Прага, но повторно на подобното салдо во нашата група нема додавање на бодови, остануваме на истото салдо. Освоените бодови се против репрезентацијата на Малта, две победи очекувани и еден добар, коректен, одигран, нерешен надпревар против Италија во Скопје. Но изјавата веднаш по надпреварот на нашиот селектор Благоје Милевски дека единствено не е задоволен само од резултатот, а од сето друго е задоволен, односно од залагањето на фудбалерите, од поставената на играта, од извршувањето на зададените задачи и така натаму, без да го анализираме и без да навлегуваме во длабочина, ете и да се согласиме со тоа. Но јасно е на сите нас, на сите фудбаломани, на сите оние кои ја сакаат репрезентацијата, кои го сакаат фудбалот, дека фудбалот се игра за бодови, се игра за пласман, се игра за престиж и така натаму. Македонија по кој знае кој пат повторно останува само со добра игра, повторно останува со такви изјави дека ете добро игравме, дека нашите репрезентативци дадоа све од себе и така натаму. Гледајќи во овој надпревар и печатокот кој, иако е пораз, сепак е коректен, не можеме да кажеме дека се засрамивме за разлика од други надпревари, да речеме како они против Англија, кога издишавме и изгубивме со 7-0, или поразот од Украина во Скопје, кога во вторите 40 минути украинците на расторија и просто не демолираа. Овој пат тие изрази остануваат на страна, но единствено исто е од сите овие надпревари пораз. Повторно сме поразени, повторно нула, повторно истата песна, повторно како да се лажеме самите себе. А од моето сеќавање, од моите поранешни известувања, нели, на 13 октомври пред ден-два прославивме 30 години од првиот надпревар на македонската фудбалска репрезентација против Словенија во Крајин. Ете, се уште ме држат добри сеќавања и добри спомени кога и добро сме играле со други селектори, меѓутоа сме имали добри резултати. Против Словенија игравме добро во Крајин 13 октомври 1993 година и добро победивме со 4-1. Истиот овој тим, предводен од истиот селектор Андон Дончевски, некаде година потоа, не цела година потоа, ја демолира Албанија во Тетово. Победивме со 5-1. Ги измлативме фудбалски кажано до коска во квалификациониот циклус, првиот официјален. Одигравме добро и против Белгија и против Данска под водство на Дончо, меѓутоа изигравме и нерешено. 1-1 со Данска во Скопје, 1-1 со Белгија во Брисел. Значи не е само да играш добро, работата е и да освојуваш поени. Ајде да во оваа калкулација, или да речам малку во фудбалска игра на зборови, да видиме како поминали другите селектори од Ѓоко Каџиевски, кој го наследи Андон Дончевски, па до крајната низа, до Бране Ангеловски, кој не однесе на Европското првенство, во стил добро игравме, ама дали и добар резултат постигна? Фудбалската репрезентација играше добро и под водство на селекторот Ѓоко Каџиевски. И за разлика од многу други селектори кои ги наведеме и понатаму и од актуелниот селектор Благоје Милевски, Ѓоко Каџиевски играше добро и против Република Ирска во Скопје, ама победивме со 3-2. Игравме и со Хрватска добро во Скопје, надпреварот заврши 1-1, па го победивме Исланд 1-0, игравме пак добро, а да не кажувам, бидејќи бев жив сведок и еден од малкумината известувачи на тој исто легендарен надпревар во Валдус, кога игравме на вистина многу добро под водство на Ѓоко Каџиевски
и го победивме Лихтенштајн со 11 спрема 1. Значи игравме добро, ама и победивме. Не само дека игравме добро и да останеме на тоа дека ете игравме добро и не се засрамивме. Македонија не е од вчера на фудбалската карта и се доправа ние да играме добро и да не се засрамуваме. Значи треба да играме и да се пласираме. Во таа низа добар резултат постигна и Никола Илиевски Джиджи на Сент Мери во Саутемптон против големата Англија 2:2. Ама добро игравме. Ама и резултат направивме 2:2. Добар резултат постигна и Боман Бабунски како веде селектор против Холандија 0:0. 2:2 против истата репрезентација во Скопје како селектор изигра Дранка Назларовски. Исто добро игравме, ама имаше и добар резултат. Значи, поентата е Македонија не е село без кучиња, не е фудбалска земја која доправа почнува, ниту пак е нешто кое ајде од вчера почнете да го градиме. Добро е што добро игравме, не е добро што нема резултати. И тоа треба сите да го знаеме. Овој пат не е мојата критика упатена ниту кон федерацијата, ниту кон селекторот, најмалку кон фудбалерите кои навистина се труде, ама мораме сите да разбереме, мораме сите да сватиме, мораме сите сами себе да се убедиме дека не пие вода диагнозата добро игравме. Терапијата е добар резултат. Жаве е што добро игравме ако нема добар резултат. Во таа конотација да ги наредиме сите овие селектори кои искрено немаат некои ниту пак добри игри, ниту пак добри резултати. Кога на филмска лента се изнаредија. Чеде Јаневски, Бошко Ѓуровски, Џон Тошоа, Сречко Катанец, и Ѓоре Јовановски, нашиот славен фудбалски ас и селектор. Може би некој ќе е искуштен во целата оваа низа. За разлика од сите нив, Мрме Ангеловски играше добро и постигнуваше добри резултати. И во тој контекст со тие добри игри и со тие добри резултати не однесе на Европското првенство. Ајде да завршиме тоа што почнаме со сегашнава актуелна фудбалска репрезентација и поразот од Украина, односно видувањето на актуелниот селектор Благоје Милевски. Зборувајќи за Мрме Игор Ангеловски, селекторот кој не однесе на Европското првенство 2020, односно 2021 година, неминовно е да го споменеме и тој факт дека беше сменет после тој успех. Тоа го потенцирам за да се свати дека смената селекторска може да дојде во тој момент, значи не мора да изгубиме 7:0 од Англија за некој да претрпи критика и евентуално да биде сменет. Не сме полни со некои отровни стрели кон актуелниот селектор Благоје Милевски, ниту пак кон актуелното раководство, најмалку кон фудбалерите. Меѓутоа, факт е, малку така не наведува целата работа. Благоје Милевски победува кога можеби не играме најдобро. А ако се подсетиме на надпреварот кога ја победивме големата Италија, еден изморен резултат, ама во Палермо победивме 1:0 со тој гол на Трајковски, надпревар кој ќе го паметиме сите целиот живот и на кој ќе се радуваме. Тогаш не игравме ич добро. Можеме ние да мислиме дека сме играле добро бидејќи победивме. Меѓутоа од 30-40 удари на гол италијанците не успеа да постигнат гола, го погодија голот можеби 20 пати, нашиот голман имаше 15-16 интервенции. Значи очигледно некогаш победуваме и кога не играме добро. И дај Боже да има таа стрекна звезда нашиот селектор, да победува и кога не играме добро, а ако играме добро да губиме, тоа ништо не значи. Тоа ништо не значи и овој квалификационен циклус е загубен. Животот потече понатаму, дали ќе има промени, ќе одлучува Фудбалската федерација, но останува перинот, останува горчината, останува фактот, останува нашата ноншалантна анализа, ноншалантна класификација, нашите коментари и на сите овие спортски новинари кои
на некој начин се шетаат со фудбалската репрезентација како папагали, постојано повторуваат дека добро игравме, ама не победивме. Мислам, тоа е иронија и не е добро. Треба сите да знаеме дека фудбалот се игра за резултат, фудбалот не се игра заради добрата игра. За жал, нашата фудбалска репрезентација со такви асоби, со еден таков голман кој го имаме како Столи Димитриевски и овој пат не успеа да постигне ништо повеќе отколку второто место кога табелата се гледал позади и циклусот да заврши на 2 кола пред крајот кога играме со Англија во Скопје и гостуваме на Италија во Рим. До 11 јуни 2024 година, кога почнува Европското фудбалско првенство во Германија 2024, останува помалку од 8 месеци. Евидентно е дека продукција Скок ги почна подготовките за ова патување, организацијата и присуството на ова Европско првенство, кое во CV-то на Скок ќе биде 7 поред. Историјата почна во Англија 1996 година. Ова е еден драгоцен сувенир од тоа прво Европско првенство и навистина драг, убав сувенир, вреден. Продолжи преку Европското првенство Холандија и Белгија 2000 година, па следеше Португалија 2004, Австрија и Швајцарија 2008 година, каде што сегашниот двоец на продукција Скок беше присутен за цело време на тоа Европско првенство од почеток до крај. 2016 година во Франција и 2020 година во 3 земји се играше тогашното првенство, играше и нашата фудбалска репрезентација, знаете и сами. Во меѓувреме бев еднаш и на Европското фудбалско првенство до 21 година, кога нашите надежи играа во Полска, а ги водеше точно сегашниот наш селектор Благоје Милевски. Не се, продукција Скок се подготвува живи и здрави, одиме за Германија, со Господ напред, со логистика, поддршка, со сето она што следува. Едно подсетување на последното Европско првенство во Букурешт, имаше околу 20, можеби 25 македонски новинари кои ја следа македонската фудбалска репрезентација, една импозантна бројка, кои на некој начин беа гости, да кажам, на Фудбалската федерација на Македонија, лета со чартер лето. Навлегуваме за кој што како било. Меѓутоа посакуваме една порака до спортските новинари. Ајде, да. Германија е близко, Европското првенство е каде се оди со велосипед до Штутгарт, до Минхен, до Берлин е малку подалеку, ама и до тама се стигнува со некој брз воз. За жал, очигледно е, и мене не ми убаво, Македонија нема да игра на ова Европско првенство, а останува прашањето колку спортски новинари од Македонија ќе го покријат ова Европско првенство и да го видиме и тоа, да го регистрираме и да остане исти тоа забележано. И дали можеби рекордот од бројот на спортските акредитирани новинари во Букурешт можеби ќе падне во Германија? Никогаш не се знае. Ети, и ние добро игравме во Букурешт, мислам, спортските новинари, ама не победивме или победивме само ние, продукција Скок, кои додавме во Букурешт под наш собствен превоз и сами си ги подмиревме трошоците за доаѓањето, враќањето и престојот во Букурешт. Тоа е тоа. Македонија нема да игра на Европско првенство, продукција Скок живи и здрави се подготвува за 7 патување на европските фудбалски првенства, на овие фудбалски спектакли. Животот продолжува, Македонија изгуби од Украина, играше добро. Толку, тоа е тоа, драги пријатели. Добро игравме, изгубивме од Украина. Бидете ни поздравени, фудбалскиот живот тече понатаму и не заборавајте, не е суштината добро да играш, суштината е да победуваш и да се пласираш да постигнеш резултат.